Почитувани, ова е прва емисија која ја снимам на мојот подкаст Доктор Вело Марковски. Чувствувам потреба одредени теми поврзани со медицината, но и теми од животот, спортот, музиката, политиката да ги споделам со вас. Денешната емисија е посветена на грипот и разликите помеѓу грипот и настинката или ринитот. Во зимските месеци секогаш се актуелни респираторните инфекции. Акутните респираторни инфекции се најчестите инфекции кај човекот. 2/3 од сите инфекции отпаѓаат на респираторните инфекции. Поради драматичната клиничка слика и силно изразени симптоми од општиот инфективен синдром, како што се кивање, кашлање, течење од нос, болки во грло, неможност за голтање, висока температура, малаксаност, поспаност, чувство на испретепаност, болки во коски, болки во мускули, акутните респираторни инфекции се најчеста причина за посета на лекар. Возрастните 3 до 5 пати годишно имаат некоја респираторна инфекција. Децата пак до 7 пати, а децата кои одат во градинки до 10 пати годишно имаат респираторна инфекција. Има две причини за вака голем број на респираторни инфекции. Првата е во тоа што респираторниот систем е отворен, постојано е во контакт со надворешната средина и многу лесно по аерокапков пат, што значи со зборување, кивање, кашлање, директен контакт, се доаѓа во допир со микроорганизмите. Втората причина е што има многу причинители кои прават респираторни инфекции. Над 500 микроорганизми, пред се вируси и бактерии, можат да предизвикаат респираторни инфекции. Горнореспираторните инфекции, каде што влегуваат ринитис, синузитис, тонзилофарингитис, ангина, гингивостоматитис, ларингити, се многу почести од долнореспираторните инфекции, каде што се трахеитот, бронхит, бронхиолит, алвеолит и пневмонија. Важно е да се напомене дека до 85% од овие горнореспираторни инфекции се вирусни. Од овие инфекции најголем проблем на човекот му прави грипот или инфлуенца. Многу почеста инфекција од грипот е обичната настинка или ринитис акута. Во практика, обичниот човек тешко прави разлика помеѓу грип и настинка. Од друга страна, многу е важно да се направи разлика помеѓу грип и настинка, затоа што грипот е тешко заболување со статистички докажано влијание на општата смртност кога се јавува во епидемии или пандемии. Настинката поминува без особени потешкоти. Грипот е предизвикан од еден вирус, и тоа инфлуенца вирусот, кој припаѓа во групата на ортомиксовируси, еренавирус, со 3 типа, тип А, тип Б и тип С. Инфлуенца А и Б даваат грип, а инфлуенца С типот дава лесни инфекции. Поради бројните мутации, инфлуенца А вирусот е поделен на бројни подтипови и многу варијанти. Настиката, за разлика од грипот, е предизвикана од над 200 типови на риновируси, покрај нив вирусот на параинфлуенца, коронавирусите, респираторно-синцитијален вирус, инфлуенца С вирусот и така натаму. Како да разликуваме грип од настинка според клиничката слика? Настинката, без разлика од кој вирус е предизвикана, од првиот ден оди со симптоми како кивање, кашлање, течење од нос, печење и солзење во очите, со помалку или повеќе присутни симптоми од општиот инфективен синдром. Температурата ретко оди над 37,5 степени Целзиусови. Грипот пак почнува со силно изразени симптоми како што се висока температура, главоболки, малаксаност, болки во грло, болки по коски и зглобови, поспаност, чувство на испретепаност и така натаму и други симптоми од општиот инфективен синдром кој го набројавме. И многу е важно дека дури после 2 до 3 дена од овие општи симптоми почнуваат така наречените катарални симптоми, како што се течење од носот, солзење, кивање и кашлање. Инкубацијата е слична и изнесува 1 до 2 дена и кај грипот и кај настинката. Грипот трае 5 дена, најчесто температурата паѓа после 3-тиот или 4-тиот ден. Настинката трае слично 4 до 5 дена. Дали се умира од грип? Од самата болест не се умира, но поради компликациите смртноста за време на епидемии е околу 0,01%, што значи 1 на 10.000, а за време на пандемија оваа смртност е значителна и доаѓа до 0,1 до 0,2% во зависност од вирулентноста на пандемичниот вирус. Кои се овие компликации од кои се умира за време на грипот?
Компликациите можат да бидат рани и доцни. Раните компликации се јавуваат во првите 5 дена во времето кога трае грипот. Настануваат поради силниот имунолошки одговор на инфекцијата, бидејќи се оштетени голем број од клетките на респираторниот епител, настанува така наречена цитокинска бура, значи организмот е исплашен и реагира пребурно. Како резултат на оваа цитокинска бура ќе настане оштетување на мембраните и вакви мембрани како што се срце, бубрези, црева, мозок може да дадат понатаму значајни оштетувања, а најсериозно е оштетувањето на хематоенцефалната бариера. Поради оштетување на оваа хематоенцефална бариера, рано, за време на, како рана компликација, за време на грипот, можат да се јават енцефалитис и енцефалопатија, што би значило воспаление или страдање на мозокот, и статистички значително се зголемени бројот на пурулентните менингити за време на епидемии со грип. Овие се најсериозните рани компликации, пратени се со висока смртност. Енцефалитис, енцефалопатија има смртност до 40%, дури и кога се лекува во современите единици за интензивна нега. Пурулентните менингити, во зависност од бактеријата која ги причинува, се со смртност од 10 до 20%. Доцните компликации се многу почести, се јавуваат неколку дена до 1 месец по прележување на грип. Настануваат поради претходно уништување на респираторниот епител од страна на вирусот и на вака оштетен респираторен епител лесно се калемат бактерии. Најчести доцни компликации се бактеријски бронхит, синузит и секундарна бактеријска пневмонија. Од овие најсериозна состојба се пневмониите, бидејќи се работи за тешки болести, типичните пневмонии се 10-та причина за смрт во светот, а како причинители на овие типични пневмонии се јавуваат многу резистентни бактерии како што се пневмококот или стрептококус пневмонија и стафилококот или стафилококус ауреус и хемофилус инфлуенце како трета најчеста бактерија. Раните компликации кои ги опишавме се јавуваат почесто кај младите, бидејќи кај нив имаме посилен имунолошки одговор. Доцните компликации се јавуваат почесто кај луѓето кои припаѓаат на така наречените ризични групи за кога се работи за грипот или инфлуенцата, се луѓето кои имаат некоја малигно заболување, некоја хронична состојба, како што се состојби на срце, бубрези, бели дробови, понатаму диабетичарите, бремените жени, возрастните над 65 години. Треба ли да го лекуваме грипот и настинката? Има една поговорка која вели: ако не го лекуваш грипот, трае 7 дена, а ако го лекуваш, трае 1 недела. Понекогаш, кога се силно изразени температурата и другите симптоми од општиот инфективен синдром, оправдано е давање на антипиретици и аналгетици. И кај грипот, и кај настинката добро ќе делуваат топли напитоци и витамини, и тоа е доволно. Давањето на антибиотик на секоја горно-респираторна инфекција не само што не е оправдано, туку и многу штетно. До 85% од горно-респираторните инфекции се вирусни. Антибиотикот нема никакво дејство на вирусите. Горно-респираторните инфекции се најчеста причина за злоупотреба на антибиотици и развивање на резистенција кон антибиотиците, која пак понатаму ни создава многу сериозни проблеми во медицината. Давањето на антибиотик за време на вирусна инфекција ќе предизвика супримирање или уништување на бактериите од собствената, од нормалната флора во горно-респираторниот тракт. Нив ќе ги заменат многу повирулентни бактерии на кои даваниот антибиотик немал никакво дејство. Бидејќи пневмониите најчесто настануваат од собствената, од бактериската нормалната флора, сега кога имаме флора која е резистентна на најчесто даваните антибиотици, ќе имаме пневмонија која ќе биде причината од многу порезистентни бактерии. И затоа е оправдан ставот и борбата против злоупотреба на антибиотиците. Од друга страна пак, ако респираторна инфекција е бактериска, а не се лекува со антибиотик, може да доведе до сериозни компликации, појава на пневмонија, рековме пневмонијата е меѓу 10 причини за смртност кај човекот,
или пак да се појави, да навлезе бактеријата во крвта, па да имаме бактериемија, да се развие евентуално сепса, инфекција на централен нервен систем или на некој друг витален орган и смрт. Затоа лекарот треба да направи разграничување дали се работи за вирусна и бактеријска инфекција. Голема помош во ова разграничување и правилно постапување при одлука на давање на антибиотик ни даваат лабораторијско и биохемиските резултати. Така, висока седиментација на еритроцити, леукоцитоза со неутрофилија, висок ЦРП, ни се во прилог на бактеријска инфекција. Нормална седиментација на еритроцитите, доминација на лимфоцити во периферијата, во крвната слика, леукоцитите можат и да бидат покачени, меѓутоа доминираат лимфоцитите. Нормален ЦРП се во прилог на вирусна инфекција. Како да се заштитиме од настинка и грип? И двете се респираторни инфекции со кратки инкубација се пренесуваат аерокапково. За грипот постои ефикасна вакцина која е најдобра заштита од грип. Треба да се прима секоја година во месец октомври. За жал, вакцината е ефикасна, но штити само 9 до 12 месеци. Многу често се поставува прашањето дали може да се прими вакцина за грип ако веќе започнала епидемија. Епидемиите на грип траат 6 до 8 недели и потоа пред да ги опфатат сите парадоксално и се прекинуваат овие епидемии. Примењето на вакцина во овој период е ризично поради можноста веќе да сте го прележале грипот и да имате високо ниво на заштитни антитела кон инфлуенца вирусот. Ако сега се прими вакцина, човек кој прележал кога има високо ниво на антитела, овие антитела ќе го врзат антигенот, односно нели во вакцината има огромни количини на антиген. Поради огромната количина на врзани антитела со антигени се создаваат големи количини на така наречени имунокомплекси. Овие имунокомплекси организмот ги сврва преку бубрези и кога количината е голема, организмот не може да ги сврли во така краток период и потоа постои опасност овие имунокомплекси да се врзат за некои мембрани, како што ги набројавме претходно, значи може да доштетат мембрана на срце, на мозок, на црева, на бубрези и поради ова оштетување на мембраните да настанат сериозни компликации слични на опишаните рани компликации од самиот грип. Кога веќе има случаи на заболени со грип, нели се преувуваат случаи на заболени со грип или настинка, најдобри резултати ќе дадат општите епидемиолошки мерки. Најдобро е болните или тие со респираторни катарални симптоми да се само изолираат. Многу е важно за спречување на ширење на грипот и настинката само свеста на инфицираните болни. Да не излегуваат меѓу луѓе, а ако мораат да одат, да носат заштитни маски. Луѓето со настинка слободно си ги извршуваат своите работни и други обврски и најчесто тие што се движат помеѓу населението, меѓутоа за да ги заштитат другите мораат да се движат со маски. За жал, сведоци сме дека во големите маркети зимава среќаваме и по 20 до 30 луѓе кои не носат заштитни маски, а се гледа на нив дека има црвен нос, носот има течење од носот, кивање, кашлање и така натаму. Апелирам до сите кои имаат респираторни симптоми да не излегуваат од дома, а ако веќе мораат да излегуваат да носат заштитни маски. На тој начин можат да спасат живот на некој кај кој овие инфекции ќе направат компликации. Многу е важно, уште еднаш ќе повторам, дека и грипот и настинката траат најмногу 5 дена, значи овој период не е долг. Овој период може да се издржи и да се остане дома и да се заштитат другите, или пак ако мора да се излегува, нели задолжително да се носи маска. Ако пак веќе имаме епидемија или се прогласи епидемија од надлежните институции, тоа се случува кога имаме зафатеност од 3 до 5% на луѓе во еден регион, тогаш веќе станува задолжително на носење маски за сите граѓани и на каде што се собираат луѓето во училиштата и градинките се затвараат, се спречуваат собирање на луѓе во поголем број и луѓе кои се еден до друг во затворен простор и така натаму. Значи кога ќе се прогласи епидемија, следат противепидемиолошки мерки, тогаш веќе
и задолжителни се овие општи мерки. Накратко, овие работи мислев дека се важни за разграничување, особено ке потенцирам, значи грипот од првиот ден оди со висока температура, дури од третиот ден почнува да тече носот, тоа на некој начин, бидејќи за време на зимските месеци огромен е бројот со респираторни инфекции, може да помогне во разграничување од обичната настинка или ринитот, кои рековме дека не прават сериозни компликации, не прават потешкоти, ретко може да се яви бактериска секундарна инфекција и на овој начин клинички лесно ќе ги разграничиме овие инфекции, а лекарите мора без крвна слика тешко ќе направат разграничување. Ви благодарам, па се гледаме со некоја следна тема.